Не и се потребни предвремени избори, без разлика на јаловите, без аргументирани барања на опозицијата, според мене, да се потрудат да го спречат тоа што веќе се случува и ќе се заокружи во случувањето, а тоа е да се стави ред во правната држава, да економијата да ги даде своите резултати, конечно нашата земја да истра еден цел мандат, да заокружи политики, да исполни ветувања политиката према граѓаните, да се направи убав пресек, па после тоа да се оди на избори. Навистина, како политичка партија и политичка гарнитура, донесовме сериозни храбри одлуки. Искрено верувајќи дека тие одлуки на крајот на денот значат економски стандард, значат нормална земја. Веруваме дека после политичките големи одлуки се случуваат интеграциите кои што носат економија, кои што носат доверба на институциите, стабилизација на државата од секој можен аспект и на крајот благодет и економски стандард за граѓаните. Секако дека влијае во моментот кога беше објавено сето тоа со рекет, влијае во моментот кога се случува истрагата и ќе влијае кога ќе се заокружи истрагата преку обвинителниот акт. И според мене ќе го остави впечатокот на зголемена доверба кон институциите и политичарите, заради тоа што навистина представува случај каде што недвојбено, без резерва на било кој, се става силен печат на независноста на правосудниот систем, во овој случај на јавното обвинителство, растеретено од било какви притисоци да истера истрага за вака висока корупција. Самиот случај покажува дека има обвинител во притвор, има газда на медиум провладин, така да го кажам, во притвор. Сето тоа е сериозна порака дека институциите без разлика кој се инволвирал, за кои што постојат индиции за одредена инволвираност во одредени кривични дела, треба да се одговара и ќе се одговара во државата. За мене тоа е многу значајно, заради тоа што веднаш дури како правна држава тоа значи економија, тоа значи инвестиции, тоа значи повисоки плати, тоа значи економски стандард. Сето тоа е поврзано во севкупниот амбиент на создавањето на поволна клима сеопшта за живење во нашата земја. Во нашата земја, според мене, се случува еден хилинг или заздравување. Од заробена држава, од држава во која што правда не постоеше, беше комплетно контролирано правосудството. Сега имаме јасно ослободување на државата, слобода на говорот, слобода на општењето, слобода на живеењето, според мене, може би претенциозно гледам, но тоа на крајот е чувство и филинг на граѓаните, тие ќе го искоментираат. Верувам дека правната држава се повеќе и повеќе јакне во државата, секако тоа е процес, се случува дури во европски земји, денеска, Полска, Унгарија и многу други земји, таа е општа дебата, но јас сум задоволен со интензитетот на така да го кажам, унапредувањето на севкупните услови во Република Северна Македонија, како се случува. Единствено не сум задоволен со интензитетот на правната држава. Таа мора да биде побрза, враќањето до вербата во правната држава и правдата сеопшто, а судиите и обвинителите мора да се одважат и да носат исклучиво одлуки согласно закон и по сопствено убедување и побрзо. Затоа што тоа доцни, се одложува и слично, а граѓаните се нетрпеливи. Како за случаите за СЈО, така и за Рекет, така и за било кои други случаеви, вредно е да час поскоро, ден поскоро се носат одлуките, за да може граѓаните да и добијат сите вистини кои што ги очекуваат. Да, верувам дека ќе биде, секако не само тоа, затоа што двете стратешки цели на државата се датумот за почеток на преговори со Европската унија и членството во НАТО. Датумот за почеток на преговори со Европската унија е сериозна одлука и таа ќе влијае. Пред се резултатите што ги носи со неа, исто така уште повеќе ќе влијаат. Да не заборавиме зошто се тие стратешки цели. Да имаме безбедна, стабилна, суверена и целовита земја, каде што дополнително преку европските фондови, преку европските преговори ќе можеме да ги јакнеме капацитетите на сите наши институции и да го осовременуваме, подобруваме севкупниот живот на граѓаните. Тоа е нешто за кое што сите ве стоиме, преку 80% во државата, сите политички субјекти, сите застапени во парламентот. Јас верувам дека и Европската унија, и НАТО, и правната држава, и економските резултати на заокружен мандат, еве
на крајот на октомври 2020 година и те како ќе донесе позитивен резултат за оваа владеачка гарнитура која што имаше храброст за разлика од сите други претходни да донесе храбри одлуки и има за право да ги расподели благодетите од ваквите храбри одлуки до сите граѓани на земјата. Ние сме политичари, на крајот ќе бараме глас од граѓаните за сето тоа што е направено, а граѓаните пак ќе не наградат или казнат во зависност од тоа колку се задоволни од тоа што е сработено.